Малку ќе се оддалечам од конкретната обука, за накратко да ве запознаам со некои техники за креирање на електронски предавања, и тоа слики, Word документи, PDF датотеки, презентации, мултимедијални предавања, односно видеоклипови и слично. Слики, кои покасно би се користеле за изработка на предавања, може да се добијат со скенирање, со цртање или обработка во Photoshop, во Paint, Microsoft Office Picture Manager и слично. Исто така може да се добијат со дигитална камера, односно фотоапарат, да се земат, односно пронајдат на интернет, или со директно сликање на екранот Print Screen. Програмот Godwin Print Screen овозможува со притискање на копчето Print Screen од тастатурата да се избере одредено подрачје од екранот кое сакаме да го сликаме, а не целиот екран. Секој знае да уредува Word документ, но овде кратко ќе прикажеме како од скенирана слика во која има текст, можете на најлесен начин да дојдете до текстот без да го препишувате целосно. Тоа може да се направи со програмот Abi Fine Reader. Кратко време се чека да се прочита текстот од сликата и лево ја добиваме сликата, а десно препознатиот текст, кој секако може да бара мали корекции, но го намалува за најмалку 90% времето кое би ни било потребно за да го препишиме целиот текст. На крај текстот го добиваме како Word документ, кој понатаму може да го уредуваме. Како најлесно да дојдете до PDF документ, доколку имате готов Word документ? Треба да кликнеме на Convert to Adobe PDF, ако имаме инсталирано Adobe Acrobat, или истото може да се направи со притискање на копчето Create PDF, доколку го имаме инсталирано софтверот Nitro PDF. И по одредено време се добива готовиот PDF документ, кој е многу попрактичен и поедноставен за користење од Word документот. Од Word документот може да се состави презентација за на час, или учениците да ја спуштаат од нашиот курс. Доколку имаме инсталирано и Camtasia Studio, може да се стартува презентацијата преку рекорд, Launch Presentation and Start Recording, при што може да го снимаме својот говор, да се снимаме на камера кога зборуваме и да се снима истовремено презентацијата, со што би добиле и мултимедијално предавање. За мултимедијално предавање исто може да се користи и софтвер како што е Ink, My Screen Recorder и слично. Исто така, со ваков софтвер многу лесно може да снимите некое предавање или објаснување на некои задачи кои на учениците им се потешки за сваќање, па добро би било да можат да го видат објаснувањето на задачите во секој момент кога ќе имаат интерес да го направат тоа.